Последна гостинка во емисијата во живо, како што најавив и на почетокот, мене особено драга гостинка, професор доктор Јана Манева-Чуповска, председателка на Друштвото на ликовните уметници, професорка и навистина ставивме еден наслов за нашиот разговор, меѓутоа ќе го прошириме насловот, ќе прошириме темата. Пред се добро дојде. Благодарам за поканата, драго ми е што сум тука со вас. Еве, ќе се надоврзам на претходната тема, каде што младите се прават кампањи да се потикнат да читаат македонски современи автори, а колку нашите млади ја сакаат ликовната уметност или колку ова, како велиме во наводници, денешница влијае врз умот на младиот уметник. Ајде така некако да почнеме. Па јас би рекла дека ликовната уметност е добра за сите. Има отворени врати за сите. Во однос на младите, сметам дека треба уште повеќе да ги посетуваат изложбите, не само на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, него се што значи, да речем, културна сцена, еве и ликовна сцена во Скопје и во нашата земја. Може би е добро да се засили влијанието и важноста на предметот ликовно уште во основното образование, кој што денес за жал е во скратена форма во часови. Исто тоа, индиректно, кај младите малку е тој предмет ликовно не толку важен. Но од сите статистики, од сите студии и научни, ако сакате, е докажано дека уметноста е една благородна појава и дека таа е буквална нема целна група, се однесува на сите луѓе, на цела популација која што може да облагороди, но од друга страна и да имаме еден професионален пристап на тоа што значи професија од страна. Кога зборуваме за младите, она што кажувате им се скратени часовите, сакаме да кажеме констатацијата дека не се доволно едуцирани, бидејќи навистина за уметноста, може би јас вака новинарски ќе кажаме, основен талентот, меѓутоа и едукацијата и следењето и развојот натаму за една личност која што сака пред се за ликовната уметност да се занимава. Јас реагирав и во процесот кога се кратеа часовите по ликовно во основните образование, иако припаѓам во високото образование, ние долгорочно подоцна го имаме тој проблем и во високото образование. Значи, не само според мене, според сите светски искуства, третманот на предметот во образованието треба да биде еднаков. Вака е малку не е фер да овие предмети музичко и ликовно бидат со само еден час во неделата. Мислам дека тоа нема никаква причина и зошто тоа така да биде. Јас сум поборник дека тие часови треба да се зголемат, бидејќи тој наставник за еден час не може да предаде целата таа енергија која што заслужува. Да, па потоа ако сакаат навистина се занимаваат, одат на дополнителни часови, така. Верувам дека е така. Колку оваа динамика, брзо живење, денешницава некако не велиме дека не е розова, влие врз уметникот и навистина кога ќе одиме, еве јас едно 30-40 години одам во галериите, може би пред се македонските, балканските, европските, светските, не се третира, кај уметникот се гледа во умот дека има извршено, затоа и така е насловот, има извршено влијание. И ние преку уметникот можеме, преку неговото здание, креација, да ја видиме и денешницата. Дали сум во право некако? Така, апсолутно сте во право и тоа често пати го велам дека, па дури и на моите студенти, и на секој оној кој што сака да се занимава со ликовната уметност, дека всушност улогата на уметникот е да го бележи своето време. Не велам дека времињата се лоши само денес. И во историјата на човечкото постоење секогаш имало црни периоди, тешки периоди, дури и уште пострашни од денешните, но секако дека тоа влие на сите нас, секако дека влие во целата таа атмосфера на живење, но затоа велам дека дури и кога уметникот е во таква позиција, тој го бележи своето време и прави дела кои што тој ги преживува, ги доживува и на некој начин сака да пушти една порака која што би значело да се поправат, да се коригираат работите, бидејќи најдоброто оружје
како коректив да може да се подобрат нели работите во едно општество е само преку уметноста. Така, верувам дека е така. Друштвото на ликовните уметници на Македонија, еве, сега сме февруари, почеток на февруари. Каде ќе се насочите? Колку проекти? Која е најважната вест? Јас би сакала накратко да споделам само и да го истакнам моето задоволство дека 2023 година беше навистина многу успешна во Длум. Имавме доста активности, имавме доста изложби меѓународни, имавме изложби во Загреб, имавме изложби во Варшава. Се надеваме дека и во 2024 ќе продолжиме во тој дух, секако дека зависиме од годишната програма која што ја чекаме да излезе во однос на финансирање на национални проекти, каде што се надеваме дека Длум и годинава ќе го добие тој, да речем, финансиски дел од Министерството, за да може да ја креираме таа, да речем, програмска политика која што Длум е препознатлив години наназад. Тоа што е ново, ќе стартуваме со изложба која што ќе биде сега на 14 февруари. Уметничкиот совет на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, тука и председателката професор доктор Маја Рано Кирков, одлучија да имаме изложба на млади автори кои што влегоа како на последните два конкурси во Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Нив ќе ги представиме во Домот на армија на 14 февруари. Потоа ни следува многу значајната изложба биенална Зимскиот салон, каде што годинава имаме кураторка од Украина. Всушност, таа во моментов живее и работи во Париз. Јас, кога минатата година престојував во меѓународното ателје во Париз, по препорака на сите интернационал дезари, запознав госпоѓата Оксана Карповиц, која што поради состојбите за жал воени во Украина се пресели во Париз. Таа сега е на докторски студии на Сорбона, е на прекрасна личност, историчар на уметност, со прекрасно портфолио. И таа ќе биде годинешна кураторка на Зимскиот салон. Уметниците... Нешто препознатливо за... Да, Зимскиот салон е многу значајна изложба за Длум. Прво ми е драга затоа што е селективна, затоа што се работи со интернационални куратори и не само со интернационални, се работи, имало Длум соработка и со наши историчари на уметности кои што биле години наназад куратори на Зимски салон. Едноставно значајна изложба, бидејќи и самите автори знаат дека навистина треба да се потрудат достојно да се представат, бидејќи може да бидат и примени, може да бидат и одбиени, но тоа не значи, ја затоа велам, селекцијата е здрава и таа не треба лично да се разбира, но со моето доаѓање и знам дека било и со претходните председатели, навистина, како председател на Длум ми е многу важен тој критериум. Многу ми е важен квалитетот на изложби, не само на мене, на целиот тим и од управниот одбор и уметничкиот совет, кои што навистина се големи професионалци и сметам дека всушност Длум тоа го заслужува, бидејќи постоиме 77 години. И тоа е една голема бројка за која што ние гордо ја кажуваме секаде. Одлично. Навистина, Друштвото на ликовните уметници на Македонија, сосема на крај, немаме многу време, во една реченица би сакала да ми одговорите во однос на просторот. Сега сте во Домот на армијата, ќе останете таму? Затоа реков, 2023 година беше еден вид срекна година за Длум. Министерството за култура ни додели простор одличен, би рекла, на Елинденска, но тука треба да се завршат работите до крај. Јас се надевам дека ние не можеме да сега се преселиме таму, бидејќи навистина Министерството ни даде поддршка во тој дел, но ќе биде све, како да кажам, без никаков ефект ако работите не ги завршиме до крај. Треба да се целосно увиди состојбата во однос на тоа дали има неки други собственици, нема други собственици, за да може да ние влеземе таму и да направиме Ке причекате изложба. Па не би сакале многу да чекаме, но ако мора... Верувам дека 77 години апсолутно чекавме. Бројка што ја покажувам, како велиме, цела историја
за овие 77 Културна меморија години ликовна, на апсолутно. државата, Така е. што се однесува уметноста на дланка ја Така е. прикажува овие 77 години и на домашен и на меѓународен план. Јана Манева Чупевска, навистина ви благодарам за денешното гостување во емисијата во живо. Не застануваме тука, ќе се дружиме, ќе доаѓаме, ќе ве снимаме, ќе бидеме на директни линковски почувања, се со единствена цел да ја прикажеме во јавноста уметноста. Вие сте голем, како велиме ние, мисионер и поддржувач на македонската ликовна уметност. Благодарам за поканата.